А најтешко во овие моменти има на така наречените бели мантили, на експертите, од чии совети и експертиза зависат многу животи. Во студиото имаме токму еден од нив, експерт во бел мантил. Господине Путец, добре дојдовте и повелете. Да, здраво, девојче, одамна не сме се видели, а кога сме кај здраво, конечно, драго ми е што и здравството дојде у фокусот ван политиката малце. Сега дојде, мораше пандемија да се деси за да дојде у фокусот. Кога сме во ова, да го кажем, да поздравам овој човек министров Филипче што е дека добро се справува со тоа, али све мора да биде превентивно. Тоа е за тоа што и системов па 30 години го уништува здравството овдека, бе. Не ни гледам тамо, на пример гледам тамо некои соби за карантин кој ќе покаже таа у Гостивар има 3 кревета. И како бе девојче тамо 3 кревета за карантин? Па тамо треба само тие здрави тројца што ќе останат да ги чуваат, иначе што правиме? И кога сме више кај карантин, ја имам еден предлог до Шилегов да го кажам, дека овие галииве сега место да ги рушат, зашо да не ги направат тие за карантин да ги сместат? Таман ќе биде како овие што се крузериве во Америка. И така кризата, имаме криза за овие што се бродоеве со крузерска индустрија у Македонија, има криза, вака бар у галиите и така никој не ќе иде, идеално место е за карантин тоа. Али ова здравство конечно има и добри вести, да речеме, еве на пример овие ВМРО викаат дека сега за 2 години 4 клинички центри ќе направиле. Како би до сега еден не може да направат они 4. На пример првиот нека го направат, на пример ќе го направат у Винченца, вториот ќе го направат на пример у Минхен, третиот у Базел и сега четвртиот дали у Париз, дали у Свети Николе, тоа ми е дилемата, али најбољи у Париз, пошто сега докториве кои ќе стидат сите од тука и таман да работат таму по македонски болници како што си е. Тоа е на брзина. Браво, Мали. Браво. Ви благодарам, господине Путец. Драги гледачи, тоа беше нашиот експерт во бел мантил, а ние да продолжиме со вестите.